Господине Стефче, сакам да ви се заблагодарам што одвоивте дел од вашето време за да одговорите на прашања кои што верувам дека многу ги интересира јавноста. За почеток исто така би сакала да ви ја честитам новата председателска функција на општинската организација на Дом Велес и само успеси и многу успешни активности понатека и ви посакувам. Ви благодарам на убавите зборови. Драго ми е што и со вас како медиум и со гледачите на телевизија Здравкин и во претходниот мој мандат од 2010-2013 имавме добри активности на промоција на зелените вредности и верувам дека сега ќе имаме таа отворена соработка. Имаше состанок и зборното собрание на Дом Велес. Ќе ве замолам да ја запознаеме нели јавноста на кои теми се разговараше и да ја представите нели новата раководителска постава всушност на Дом Велес. Така, значи во текот на вчерашниот ден, недела 22 ноември, во Хотел Интернационал во Велес се случи зборното собрание на општинската организација на Дом Демократска обнова на Македонија на Европски или Зелената Европска партија и со почит на сите мерки нели за заштита од COVID-19. Со тоа дел од присутните бевме присутни во салата, дел преку интернет беа присутни. Пред присутните најнапред се обрати председателката на Дом и пратеничка во Републичкото собрание Маја Морачанин, која даде заложби информации за состојбите на зелената агенда, зелениот европски договор во Македонија. И своје обраќање исто така има Мирослав Богдановски, подпредседател на Дом и пратеник во Националното собрание, потоа Љупчо Јаневски, што е директор на Агенцијата за туризам и генерален секретар на Дом, Александар Георгиевски од извршниот одбор и председател на општинската организација на Ѓорче Петров, а додека преку интернет се обратија поранешната пратеничка и поранешната председателка на Дом, господјата Лилјана Поповска и господјата Ана Петровска, што е директор на Државниот инспекторат за животна средина, исто така од извршниот одбор на Дом. И средбата беше организирана со цел да ги избереме сите раководни функции во Велес. Се одржа значи изборно собрание на општинската организација, беа избрани членови на општинскиот одбор, членови на извршниот и надзорниот одбор, а со тоа и номинациите председател на општинската организација нели јас бев избран, потоа за подпредседател Дарко Стојанов, за секретар беше избрана Лидија Митрева, додека за председателка на форумот на жени беше избрана Весна Дуева и на младинската организација младиот Филип Ајдаров. Така, на кои активности зелениот тим во Велес всушност ќе стави акцент во наредниот период? Па, ние бидејќи сме и доста со големо искуство и од невладиниот сектор и во претходни активности во Дом, во Велес би рекле дека постојат или ние ги детектираме 15 горливи проблеми, но не се само толку, ги има повеќе. Првенствено би рекол како проблемот со отворената депонија во Велешко, загадувањето од каменоломите и од индустриските капацитети кои што се случуваат на повеќе пати во Велес, како екохаварии во Велес и Велешко, потребата за итно номинирање на државен и локален инспекторат за животна средина, односно инспектори, санација на згурата на топилницата која сме среќни дека конечно започна и дека ќе се реши овој горлив проблем во Велес. Потоа имаме неподнослив мирис во населени места во Велес и Велешко од некои фарми што се. Би сакале да действуваме кон омасовување на пошумувањето на Велешкото езеро и во Велешкиот регион, решавање на одреден сообраќајен хаос што се случува и среќни сме дека општината, градоначалникот веќе усвоија некои мерки, ние како конструктивен дел ќе ги поддржиме таквите мерки, бидејќи во Велес е потребно дефинитивно убрзување на изградбата на велосипедската патека во долж главната улица што се вели и веруваме дека и со зголемување на интензитетот на јавниот сообраќај, но не само по главната улица, туку и во одредени помали населени места ќе може да добие на интензитет и би издвоил како главни точки, но се разбира зеленото не е само еко теми, туку е многу повеќе од сето тоа. Тука ќе ги додадеме нели оние настоки за имплементација како на национално ниво на зелениот европски договор, така и на локално ниво. Така, Стефче, сега нешто повеќе дали може околу активностите кои што се во иднина, како ќе влијаат врз подобрувањето на животната средина во Велес?
Така, значи зелените вредности како што споменав се политики кои што значат и демократија, владење на право, нели борба против корупција, почитување на човекови права и слобода и социјална правда, заштита на животната средина и клима. И би рекол, зеленото е хумана идеја. Знаете, хуманизацијата на просторот е многу битна во институциите, недостатокот од зелен простор. Среќни сме што Дом како партија протурка еден закон кој што обезбедува во секоја градежна парцела да има 30% зеленило. Значи, со тоа се обезбедува напуштање на принципот на бизнис за профит на поединци, кој што го загрозува правото на здрава животна средина на илјадници луѓе. Значи, правото на здрава животна средина мора да биде имплементирано и на локално ниво. Оние загадувачки бизниси мора да бидат отстранети или да им се помогне да онаму кој што треба да се субвенционира, да се поддржат, за да не трпи бизнисот што се вели, но сепак да се даде приоритет на здравата животна средина и во Велес е тоа и како битно. Значи, ние мора да действуваме и во насока на размислување на зелена циркуларна економија, која што значи фаворизирање и рециклирање. Јас уште минатата година започнав и со невладините организации еден процес кој што значи во Македонија се донесува на море и во Велес автомати за откуп на пластика, на стакло, значи за тоа да помогнеме кон здрава животна средина и дефинитивно промоција поактивна на туристичките капацитети во Велес и Велешко и развојна и поддршка на руралниот туризам. Со тоа ќе се поддржи низа стартапи на млади да размислуваат кон промоција на туристичките капацитети. Оваа година може би беше исклучок каде што беа во стагнација низа процеси, но не само кај нас, туку и во светски рамки поради пандемијата, но веруваме дека со тоа што владата предвиде во 5 битни насоки, точки и фокуси да биде имплементацијата на зелениот договор и ние како Зелена партија успеавме да го излобираме тој процес и борбата ќе продолжи едноставно. Може би некаде пребавно се одвива, но веруваме дека тука сме и за тоа постоиме и се шириме како зелена идеја и во европски рамки имаме најголем пораст на зелените представници и промотори на зелената идеја, дека ќе допринесеме кон се повидливо и помасовно окрупнување на зелените вредности, зелените агитатори што се вели пред нас имаме ова што го имаме како зелена агенда, зелена програма, а додека на европско ниво го имаме зелениот европски договор кој што најдена силна поддршка од низа политички субјекти. Господине Стефчев, ви благодарам за сите споделени информации за овој разговор. Ви благодарам и вами и голем поздрав, па се гледаме и во подобри услови, нели не само преку интернет.